1 април 2025 година. Денеска е вторник, а вие што току го следите Централниот дневник на КТВ телевизија. Во него детали за актуелните содржини со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Се повикуваат граѓаните на општина Кавадарци кои што имаат претрпено материјална штета од природна непогода, ниска температура, која што го зафати подрачјето на територијата на општина Кавадарци на ден 19.3.2025 година и 23.2025 година. Истата да ја пријаваат во просториите на општината, граѓански услужен центар Кавадарци. Пријавувањето на штетите може да се врши секој работен ден, почнувајќи од 1.4.2025 година до 18.4.2025 година во период од 8 до 16 часот во граѓански информативен центар. Покрај барањето, пријавите да бидат дополнети со фотокопија од лична карта, трансакциска сметка и доказ за собственост на имот, имотен лист не постар од 6 месеци или договор за закуп. Општина Кавадарци објави јавен повик за прибирање на апликации за финансиска поддршка од буџетот на општина Кавадарци за 2025 година, наменет за спортски клубови и здруженија, општински и училишни сојузи, како и поддршка за манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на општина Кавадарци. Општина Кавадарци објави повик за прибирање на апликации за финансиска поддршка од буџетот на општина Кавадарци за 2025 година, наменети за спортски клубови и здруженија, општински училишни сојузи, како и поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на општина Кавадарци. Се повикуваат спортските клубови и здруженија во областа на спортот регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински училишни сојузи, своите апликации за финансиска поддршка од буџетот на општина Кавадарци за 2025 година да ги достават во општина Кавадарци, локална самоуправа во предвидениот рок. Распределбата на средствата од буџетот на општина Кавадарци за 2025 година наменети за спортските клубови и здруженија во областа на спортот регистрирани на подрачјето на општина Кавадарци, општински и училишни сојузи ќе се врши согласно правилникот за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства на спортски клубови и здруженија, како и поддршка на манифестации, турнири и проекти во областа на спортот од интерес на општина Кавадарци. Основни организацијски критериуми се да го поттикнуваат и унапредуваат соодветниот спорт, да ја реализираат утврдената програма за развој на спортот, да ги усогласуваат и координираат програмските активности на здруженијата, да го организираат и спроведуваат системот на надпревари, да се грижат за унапредување на стручната работа и усовршување на стручните кадри, да се грижат за унапредување на младите категории. Задолжителна документација за аплицирање е пополнета пријава, односно формулар за аплицирање, теком на состојба од клубот или здруженијето, но не постара од 6 месеци, решение за вршена и дејност спорт согласно Законот за спорт од Агенцијата за млади и спорт, доказ за обезбедени соодветни објекти, опрема и стручен кадар, потврда од соодветната спортска федерација во која категорија апликантот учествува, Суперлига, Прва лига, Втора, Трета, Општинска лига, Младинска, Кадетска и Пионерска лига и време трајање на учество на клубот во соодветната федерација. Потврда од клубот дали плаќа, односно не наплаќа чланарина, детално разработена програма на активности во текомната година. Документација со која се потврдува искуството на апликантот во реализирање на програмата и активностите од областа на спортот и информација за постигнати резултати и успеси. Детално разработен финансиски план за потребните средства за реализација на програмата, што опфаќа број на ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и извештај за потрошените средства добиени од општина Кавадарци за претходната година.
Како прилози можат да се достават фотографии и награди. Пријавите кои не ја исполнуваат комплетноста на задолжителната документација нема да се разгледуваат. Рокот за поднесување на пријавите почнува од 1 април, а крајниот рок за поднесување е 16 април оваа година до 16 часот. Пријавите со целокупната документација се доставуваат лично или по пошта. Пријавите доставени по имејл или факс нема да бидат разгледувани. Пријавите се доставуваат на адреса плоштад Маршал Тито ББ Кавадарци или во архивата на општина Кавадарци до 16 часот секој работен ден со назнака пријава за јавен повик Комисија за спорт. Го испорачуваме нашето ветување за повисоки пензии од 5000 денари, вели председателот на владата Христијан Мицкоски. Напорната работа носи резултати. Имам одлична вест за сите пензионери. Од денеска започнува исплатата на повисоки пензии за 2500 денари. Со тоа го испорачавме нашето ветување за повисоки пензии за 5000 денари. Повеќе од 300.000 пензионери ќе имаат повисоки пензии за 5000 денари. Да, Македонија има многу проблеми. Да, проблеми има во секој дел од општеството, но затоа сме ние тука да ги решаваме проблемите. И со решавање на проблемите, Македонија ќе биде повторно горда, а на овој начин Македонија ќе биде повторно ваша. Нека е со среќа повисоки пензии, долговечно да ги користите, со многу радост, љубов и среќа во вашите семејства. Тројца од повредените во Кочанската трагедија и натаму се во критична состојба, информираше министерот за здравство Арбен Таравари. Вкупно ни остануваат од 193 пациенти, за среќа само 100 пациенти кои што се лекуваат, од кои што за среќа денеска имаме само 3 критични. Во Македонија се лекуваат 20 пациенти, на клинички центар 5, Стара градска 7, 8 септември 5 пациенти и во приватните болници 3. Надвор од државата се лекуваат 80 пациенти и денеска се враќаат уште 20 пациенти. Така да најави имаме за враќање на повеќе пациенти до крајот на неделата. За сега оваа недела ги очекуваме повторно полесните пациенти да се враќаат, тие што се рехабилитирани комплетно. За тие потешките веќе ќе разговараме од идната недела. Кажав дека имаме неколку опции. 8 септември да адаптираме центарот, ковид центарот кај што беше. Центарот за рехабилитација во Козле исто така е подготвена со повеќе кревети. Меѓутоа имаме понуди и од надвор од државата кои би биле рехабилитирани подолгорочно. Некои пациенти, видите, флуктуираат, некојаш се подобри, па се влошуваат. Истите пациенти. Не би сакал сега да ги кажам, меѓутоа едниот пациент кој што беше критичен сега е многу подобар. Подобар е и веќе бројката на покритични пациенти се намалува на 3. Сите пратеници да го поддржат законот на СДСМ за покачување на платите до 15.000 денари, порача на денешната пресконференција пратеничката од СДСМ Јована Тренчевска. Животниот стандард на граѓаните е на дното. Цените растат, а платите тапкаат во место. Власта одбива да ги покачи платите и работниците ги држи со најниски плати во регионот. Потрошувачката кошничка во февруари 2025 година достигна 63.773 денари, за 100 евра е зголемена во споредба со лани. Две минимални плати не се доволни за да се покријат основните месечни трошоци на едно семејство. И наместо покачување на платите, покачување на минималната плата и грижа за стандардот на народот, власта ги турка погрешните политики на ДПМН. За прв пат, минималната плата е договорена без социјален диалог, без учество на работниците. Резултатот – покачување од срамни 1800 денари, далеку од потребното и далеку од онаа што го заслужуваат работниците. Истовремено, власта не го почитува
ниту општиот колективен договор не ги зголемува платите во јавниот сектор согласно методологијата во истиот. Додека народот се дави во сметки и трошоци, ДПМН троши за папаја, за манго, за рейтинзи и медиумски мониторинг. За само 9 месеци оваа влада покажа што и е важно. Тоа не се работниците, туку бизнис, интересите и личниот пиар. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не отстапува. Ќе продолжиме да се бориме за поголеми плати за работниците. На денешната собранијска седница е законот за ослободување од плаќање придонеси за зголемени плати поднесени од претедничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Со оваа мерка платите може да се зголемат од 3.000 до 15.000 денари. Компаниите ќе бидат ослободени од плаќање придонеси за зголемениот дел. 400.000 работници со плата до 65.380 денари ќе добијат повисоки плати. Ова е ударна економска мерка за поголеми плати за работниците, за стопанството, за економијата. Ги повекуваме сите пратеници кои се на страната на граѓаните, на страната на работниците, да гласат и да го поддржат оваа законско решение. Платите мора да растат. Ова не е само економија, ова е борба за работничко достоинство, сигурност и подобар живот. Дали Иван Пешевски е гласен синдикалец затоа што зема 80.000 денари плата, праша ВМРО ДПМН. Дали Иван Пешевски е гласен синдикалец затоа што зема 80.000 денари плата? Синдикалците на батерии се прочитани. Според информациите кои до нас ги доставија свиркачи од ССМ, на кои ме прекуглаво злоупотребите на Трендафилов и Пешевски, овие двајца дебело профитираат. Имено, според информациите кои ги добивме, платата на Пешевски, кој деновиве глуми загрижен синдикалец, е 3 пати поголема од минималната. Додека ги лаже работниците со минималец, Иван Пешевски за 4 месеци заработува колку тие за цела година. Но тука не застанува лицемерието на Иван Пешевски. Тој во 2024 и првите 2 месеци од 2025 година остварил и приходи по други основи со договори на дело и заедно со платата инкасирал 1,3 милиони денари. Преведено во минимални плати, Иван Пешевски, кој ги лаже работниците за минималец, лани земал пари колку еден работник од неговиот синдикат не може ниту за 4 години. Демаскирани се синдикалците на батерии Слободан Трендафилов и Иван Пешевски. Нивните игри се прочитани и никој не им верува. СДСМ ја повика Државната комисија за спречување на корупција да го прошири предметот, како што рекоа со новиот скандал на Андоновски. Скандалите во Министерството за дигитална трансформација водено од Стефан Андоновски не престануваат. По тендерот добиен од сопругот на државната секретарка Клинчарова, сега јавноста дозна за нов тендер вреден 600.000 денари, кој по информации од свиркачи се сомневаме дека бил доделен на фирма поврзана со родителите на вработен во IT секторот. ДПМН почитувани не го негираше тендерот, туку го потврди, а Андоновски досега молчи. Но замислете, во потврдата на ДПМН нема барање за одговорност, туку дрско прашуваат да сме кажеле дали вработениот е некој функционер или член на комисија која одлучува во однос на набавките. ДПМН не може ниту да го пере, ниту да го релативизира овој скандал. Прво, постои основано сомнение за конфликт на интерес во конкретниот случај, но и во претходно објавениот скандал со тендерот кој го доби сопругот на државната секретарка Клинчарова. Подсетуваме дека на крај на секоја постапка за јавни набавки се подпишува лична изјава за непостоење на судир на интереси за истата. Во двата скандала, што ги наведовме, постои токму тоа, основан сомнеж за судир на интереси. Дополнително, тука се информациите кои вработените ги имаат во однос на јавните набавки, кои во Министерството ќе се спроведат согласно годишниот план за јавни набавки. За предвидената вредност за конкретната постапка, спецификациите и тендерските документации пред да станат јавно достапни. Што значи, секако дека може да влијаат во обезбедување помош, информации
интереси и слично. Во двата одвоени случаи, токму најтесните семејни кругови на вработените во Министерството на Андоновски се токму оние кои ги добиваат тендерите во институциите. Од тука основани се сомнежите за непотизам, судир на интереси и злоупотреба на јавните пари. Бараме и Државната комисија за спречување корупција да го прошири предметот кој рече дека е отворен за Андоновски и да информира јавноста за резултатите од постапката што веќе ја води. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да отвори истрага за сите тендери во Министерството за дигитална трансформација. Министерот Андоновски мора да понесе одговорност, а институциите мора да покажат дека функционираат и кога се во прашање функционери од ВМРО ДПМН. Одбрани најдобрите првоаприлски маски, изработени од кавадаречките основци. Сите 3 награди за групни маски ги освоја учениците од Основното училиште Тоде Хаджитефов. Денеска на 1 април, а во рамките на манифестацијата Априлијада 2025 во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци беше отворена изложба на првоаприлски маски кои ги изработи учениците од кавадаречките основни училишта. Маските на изложбата беа продажни, а средствата ќе одат во хуманитарни цели за лекување на малата бела. Денеска е 1 април, денот на шегата. Понекогаш го нарекуваат и денот на сите шегаджи. 1 април не е национален празник, но секаде се прославува како ден кога многумина прават разни шеги, но на денешниот ден најкарактеристични се маските, кои се со цел да не насмеат и расположат. По тој повод, Дом на култура, во соработка со сите основни училишта од Кавадарци, ви представува оваа изложба на цртежи, маски, изработени токму за овој ден. Настанот е насловен како Априлијада и е всушност ликовен конкурс. Најдобра изработена маска. Повод 1 април во која зедоа учество сите основни училишта. Ликовните педагози работеа со своите ученици и овдека навистина гледаме различни изработки кои се прекрасно направени од вредните детски раце. Сите дела се добри, но сепак ние одлучивме да доделиме една прва, втора и трета награда за поединечно учество на овој конкурс и секако прва, втора и трета награда за групна маска. Денот на шегата, како што кажа директорката, секоја година се слави на 1 април и иако не е национален празник, се прославува како ден кога се прават шеги досетки. Има неколку традиции кои што ние во Кавадарци можеби некои ги знаеме, имаме денеска некој да не те излажи, цела година ќе те лажи. Така да бидете позитивни во сето тоа, немојте да се лутите, бидејќи целта на празникот е среќа и смеење. На овој ден никој не смее да се наути, да се лути на шегата или на лагата, ако всушност ви излажат, без разлика дали е на своја или на туѓа сметка. На денешен ден возрастните и децата се маскираат, се обликуваат со карактеристични, уникатни, вешто изработени маски и костими, кои што имаат цел да не насмеат и да не расположат. На самата изложба беа доделени и награди за најдобрите индивидуални и групни маски. Кај индивидуалните маски, третата награда ја освои Георги Лаков од Основното училиште Гоце Делчев, втората ја освои Павлинче Милков од Основното училиште Тошо Велко Пепето, а првата и припадна на Ана Георгиевска од Подрачното училиште во село Сопот. Сите 3 награди во групна конкуренција ги освоија учениците од Основното училиште Тоде Хаджитефов. Продолжуваме со спорт. ГФК Тиквеш се враќа со бот од гостувањето кај Силекс. Кавадарчани први поведоа, но кратовчани за само 4 минути израмнија за конечни 1:1. Во првата и втората македонска фудбалска лига, по репрезентативната пауза изминатиот викенд продолжија возбудувањето во борба за врвот, но и на дното од табелите. Кај прволигашите на репертуарот беа средбите од 25-тото коло. Вардар го изненади Пелистер среде Битоло и славеше со 1-3. Гостивар успеа да загуби на домашен терен од аутсайдерот Воска со 0-2, а Шкендија ја оправда фаворитската улога и со 2-1 ја совлада Струмичка Брера. Шампионот Струга и Шкупи одигра без голови 0-0, а работнички потешко од очекувањата ја совлада Беса со 1-0. Екипата на ГФК Тиквеш во борба за опстанок имаше тешко гостување кај Силекс во Кратово.
Кавадарчани први поведоа со голот на Мишов, но Силекс израмни по само 4 минути. Сушност тоа беше конечен резултат на оваа средба 1-1. Второлигашите ги одиграа средбите од 22-то коло во кое се постигнаа следниве резултати. Кожук Брегалница Штип 0-2, Скопје Борец 2-1, Осогово Македонија Ѓорче Петров 0-0, Саса Беласица 1-2, Новац и Охрид 2-1, Победа Башкими 0-0, Вардарски Арсими 1-2 и во Неготино Вардар Детонит Плачковица 0-0. Во третата македонска фудбалска лига група Југ се одиграа средбите од 17-тото коло во кое се постигнаа следниве резултати. Дреново Росоман 1-2, Големоконјари Венец 8-0, Слога Лажани Превалец 3-3, Башкими Ултрас 1-2 и Влазними Младост 0-4. Во првата футсал лига во рамките на 15-тото коло се постигнаа следниве резултати. Клими Осогово 3-2, Црна Река Јувентус Серава 5-3, Шкупи Кегимоби 4-6, Бутел Форца 4-5 и Проект Железарец 9-0. Тиквеш Голден Игл загуби на свој терен од ТФТ со 63-66. Со овој пораз кавадарчани најверојатно ќе играат во плей-аутот во борба за опстанок во елитата. Во првата машка МТЛ кошаркарска лига се одиграа средбите од редовното 21 коло предпоследно од регуларниот дел. Феникс дома загуби од МЗТ со 77-85. Кожув го совлада Шкупи со 84-79, а Пелистер немаше проблеми со Вардар и славеше со 99-75. Работнички го победи Гостивар на гости со 79-90, а Куманово го доби Чаир со 97-74. Кошаркарите на Тиквеш Голден Игл одиграа очајни 3/4 против ТФТ и на крај загубија со 63-66. Ако не се случи некој чудо во последното коло, кавадарчани ќе играат во плей-аутот за опстанок во кошаркарската елита. Во првата женска кошаркарска лига овој викенд се одиграа средбите од 13-тото коло предпоследно од регуларниот дел на оваа сезона. Во првата А женска кошаркарска лига Вардар со 79-77 го совлада Бадел, а Крива Паланка беше убедлива со МЗТ и славеше со 86-52. Пробаскет очекувано го доби Патриот од Делчево со 74-54, но не доволно, бидејќи им требаше победа од најмалку 24 коша разлика, па сега најверојатно ќе играат бараж со Струга за опстанок и место во разигрувањето за титулата. Во првата Б кошаркарска лига Гостивар ја совлада Ринија со 76-62, а Охрид и Шкупи својот надпревар ќе го одиграат во рамките на последното коло, кога овие две екипи ќе бидат слободни. Утре стартува плей-офот во ракометната Суперлига. Во четврток во Кавадарци ГРК Тиквеш ќе го нагости актуелниот шампион Еврофарм Пелистер. Изминатиот викенд на ракометните терени на програмата беа средбите од елиминационото коло на ракометниот куп на Македонија. Фаворитите славеа во сите дуели и се пласираа во групната фаза. Еве ги комплетните резултати. Вардар Неготино Партизан Гевгелија 36-44. ГРК Тиквеш Јехона 43-15. Аеродром Македонија Ѓорче Петров 29-28. Мултиесенс службено го доби тимот на Преспа Вардар. Бутел Металург 39-23. Радовишт Скопје 44-19, Охрид Шампион 45-10, Куманово Астрајан 35-18, Младост Струга 20-21 и Еврофарм Пелистер 2 Драчево 40-22. Овче Поле загуби дома од Фруитленд Борец од 23-27, а Текстилец исто така на домашен терен загуби од Прилеп со 20-38. На 12-те победници од овие дуели ќе им се приклучат и екипите на Алкалоид, Еврофарм Пелистер и Вардар,
кои се ослободени од играњето елиминации, како и екипата на Пролет, која обезбеди директен пласман по откажувањето на Кичево. Надпреварите од групната фаза на програмата се на 26, односно 27 април, додека завршниот турнир ќе се игра од 15 до 18 мај. Веќе утре, среда, ќе стартува и ракометниот плейоф со средбата помеѓу Вардар и Алкалуид. Во четврток, Бутел ќе го пречека Охрид, а во салата Јасмин ќе гостува актуелниот шампион Еврофарм Пелистер. Средбите од плей-аутот се играат во четврток, а се среќаваат Куманово Радовиш, Прилеп Борец Фруитленд и Пролет Струга. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Продолжува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Утре и во четврток ќе има изолирана појава, а од петок на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи. Од недела температурите ќе бидат во опаѓање. Утре температурата во интервал од 8 до 16 степени. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Останете и понатаму со нашата програма и имајте пријатни мигови.